Вреди ќе има унифициран став и конкретен предлог за промена на изборниот модел, најавува вице-премиерот Меджити, кој е еден од лидерите на албанскиот партнер во владата. Одлуката за тоа дали е прифатлива една изборна единица, како што предлагаат помалите партии, треба да биде соопштена најдоцна до утре. Ќе имате предвид дека во ВЛН има 4-5 политички субјекти, во минатото имаше различни размислувања, но како и да е, мислам, ќе имаме став деновиве, значи унифициран. Меджити тврди дека по потресите со таравари и неколку месеци пред локалните избори, владината коалиција е стабилна, па е најави изголемување на мнозинството. Не исклучи дури ни преговори со Мендух Тачи, кој сега е во коалиција со ДУИ. Има најави, се работи, значи се зголемува мнозинство. А со кога разговарате? Па ќе бидете известени, мислам, во принцип со пратеници од Европскиот фронт. Додека најголемиот владин партнер се уште тактизира, помалите партнери на ВМРО-ДПМН застануваат зад предлогот за една изборна единица или пак за изборен модел со загарантирани места за помалите етнички заедници. Шабан Сали од демократските сили на ромите потврдува дека таков изборен модел ќе им донесе на оваа етничка заедница дури тројца пратеници, наместо ниеден како сега. Апсолутно таквиот модел го прифаќаме. Тоа е одличен модел за помалите етнички заедници, за помалите политички партии да можат да се интегрираат, односно да излезат сами, да добијат своји пратеници и преку своји пратеници да коалицираат со она партија која најповеќе има пратеници, односно да партиципираат во власта. Салиу најави дека коалицијата со Мицкоски од централно ниво ќе продолжи и за локалните избори. Идејата за една изборна единица пред секои избори ја иницира Демократски сојуз и Либерал-демократската партија, но засега тоа не дава резултат. По последната нивна најава за измени во изборниот законник, неголемата парламентарна партија ВМРО-ДПМН даде поддршка за една изборна единица, но со право да гласа и диаспората. И во опозицијската СДСМ се подготвени да се разговара за идејата, но условуваат измената да се направи со општ политички консензус. Генерално против идејата досега беа албанските партии. Тие, зависно од тоа дали се во власт или опозиција, предлагаа од 3 до 8 изборни единици, наместо сегашниот изборен модел со 6 изборни единици. Катерина Нешкова, Сител телевизија.